إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ke продолжим би'идhnillahi ta'ala со hadisot broj 38. Velit авторот al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah al-Hadith al-Thaminu wal-Thalathun. Hadis broj 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Ovo je ogroman hadith koji go prenesuvat Ebu Hureyra radijallahu an od pejgambera sallallahu alaihi wasallam, koji ne izvestuvat deka Allah subhanahu wa ta'ala velit: Men aada li walijan faqad adhantuhu bil harb. Koji jedan moj wali, od mojte evli, od mojte bliski, od mojte koji su gi zaštitil, koji na njih im pravit šteta, im nanesuvat šteta, jaz mu objavuvam na nego borba. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. I velite Allah subhanahu wa ta'ala: so ništo poveke ne se približuvat do kaj mene, mojot abd, mojot rob, kako što se približuvat so farzovita, so oni raboti koji mu ima napraveno zadolžni. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. I moj rob продолжуват да ми се приближуват со доброволните дела. Продолжуват се додека јас него да го сакам. Кога јас него го сакам, велит Allah subhanahu wa ta'ala, јас тогаш му го зачувувам, односно му го упатувам неговиот слух. И исто ќе дојде во објаснувањето што значи тоа, и исто му го зачувувам, односно му го упатувам неговиот поглед, и неговата рака, и неговата нога. И тој кога мене би ме прашал, ми се молит за некоја работа, јас ке му ја дадам на него, на вистина ке му ја дадам. И тој кога барат од мене заштита, јас ке му ја дадам нему, ке му ја подарам таја заштита. Овој хадис je zaверен, znači, во Sahih al-Bukhari. Velit Šejh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, во objašnjavaњето на овој hadis, дека овој hadis je ogroman hadis. И во овој hadis се докажуваат исто елоквенцијата од нашиот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. И како што рекле неколку алими, дека овој хадис е од највредните хадиси
кои укажуваат вредноста на Аллаховите евли. Значи, овој хадис укажуваат, не известуваат нас вредноста, позицијата на Аллаховите евли. На Аллаховите евли. И кои ги опишуваат исто кои својства треба да исполнат Аллаховите евли. За да бидеш Аллахов евлија, не е само со зборови, не е само со кажување. Туку се бара, значи, токму тоа што е напомнато во хадисот и ќе видиме сега во текот на објаснувањето што се тие својствата на Аллаховите евли. Исто велит Шех Абдул Бухари хафидахуллах дека човекот е задолжен, јеџиб, значи ваџиб, човекот е задолжен да ги сакат и да биде лојален спрема Аллаховите евли. И во друга страна, и како што се барат исто поддржување за Аллаховите евли, и евлијалокот, ел-вилајату, вели Шех Абдул Бухари, дека базата на ел-вилаја е ел-курб. Ел-курб значи близината. Значи тие се Аллахови блиски со нивната позиција. Исто на другата страна, ел-адава, непријателството, е задолжно спрема оние кои не веруваат. Значи, како што си задолжен да имаш пријателство, да имаш љубов, близина, поддржување за Аллаховите евли, така исто си и задолжен да се откажиш, да се оддалечиш од неверниците и да имаш спрема нив, значи, непријателство. Но се подразбира тоа, непријателството, како што имам учено во трите темели, кога зборува за тоа ел-имам Шех Салих ел-Фаузан хафидахуллах, не значи непријателството спрема неверниците да ти да им нанесеш на нив штета, да им нанесеш на нив неправда. И така натаму, значи, слични работи. Тоа не значи, не смееш ти и кој да е спрема тебе со неправда, со лага, да го напаѓаш, односно да измислуваш работе за него. Тоа е забрането. Исто велит Шех Абдул Бухари хафидахуллах дека селефите, имамите на селеф, предупредуваа со следните зборови. А тие беа: пази се, односно чувај се, да не се покажуваш јавно како од Аллаховите евли, а во твојата внатрешност си од Аллаховите непријатели. Значи, ова е многу важно. Значи, немој да се покажуваш пред луѓево како еден евлија, како еден богобојазлив човек, како еден добар човек, а во реалност, во вистина, во твоето срце, во твојата душа, си Аллахов непријател. Значи, пази се, чувај се, биди предупреден. Значи, биди од евлите надворешно, она што е јавно, и во она што е тајно, она што е внатрешно. Тоа се бара, значи. Ако не си така, ако не е твојата внатрешност иста во согласение со твојата надворешност и обратно исто, тогаш треба да бидиш, да се пазиш и да го повториш и да го поновиш твојот нијет. Да го повториш и да го поновиш твојот нијет. И што вели Шех Абдул Бухари? Велит дека без сомнеш дека оној кој е таков, значи кој е таков да се покажува јавно како да е човек богобојазлив, а внатрешно е Аллахов непријател, без сомнеш
дека овој човек Allah има да го демаскират пред луѓето. Иако е тоа последно време. Зошто ти овде немаш работа со филана и со фистека. Ке го измамиш филана и фистека. Овде имаш работа со Allah субхана ва та'ала. Значи, може би ке потрај тоа едно време, но крајот на тие луѓе е да бидат демаскирани и да бидат откриени нивната реалност и нивната суштина кои се тие во вистина. И колку тие се примери таквите луѓе. Затоа, значи, ние треба да му се молиме на Allah субхана ва та'ала да не чува нас од таја сорта на луѓе. Од таја сорта на луѓе. И затоа, кажуваат Шех Абдулла ал-Бухари, хафидахуллах, за Салама ибн Динар. Салама ибн Динар, рахимахуллах, го советуваше еднош еден од неговите ученици. Му рече, две работи. Ако ти ним ги спроведуваш, ги правиш, тогаш си го победил, си го присвоил, така речено, целиот хаир, целото добро на дунјалокот и ахиретот. И јас не ти должам многу. Значи, Селама му вели на ученикот свој, јас вала атилу алейк. Значи, не ти должам многу. Значи, не се тие долги реченици што ќе ти ги кажам и ќе те известам. Тогаш му рече својот ученик, повели. Значи, повели, советувај ме, кажи, да те сослушам. Тогаш му рече, Салама рахимахуллах, прва работа, да го донесиш ти нефсот твој и она што го му изгледат на него тешко и непријатно, но ако го сака тоа Аллах Джелешану, да нефсот твој да го спроведи тоа. Иако за нефсот твој е тоа тешко. Значи, иако е тоа за нефсот тешко и непријатно, ти спроведи го тоа поради што Аллах Таала го сака. Поради Аллах Таала, значи го сакат. А во друга страна, ако има нешто кое ти го сакаш, значи ако има нешто кое ти го сакаш, но Аллах Таала го мрази тоа, ти остави го тоа. Оддалечи се од тоа. Значи со овие две работи си го победил целото добро во дуњалокот и ахиретот. Значи ти да направиш едноставно да биди твојот нефс да следи Аллаховата објава. Со тоа си ти, значи со оние кои ќе бидат со Аллахова дозвола од успешните на судниот ден. На крај на овај збор коментират Шех Абдулла ал-Бухари, хафидахуллах, велит, зборовите од Салама ибн Динар, рахимахуллах, се кратки два зборови, но се многу тешки и жестоки, што големиот број од луѓето не можат да ги спроведат. Значи, големиот број од луѓето не можат нив да ги спроведат. Значи, тие се кратки, но се тешки и жестоки, што големиот број од луѓето не се во можност да ги спроведат. А во вистина, ако твојот нефс е така, како што вели Салама ибн Динар, рахимахуллах, тогаш ти си од Аллаховите евли. Значи, ти не можеш да бидеш од Аллаховите евли ако ти правиш работи кои Аллах Таала ги мразит. Или ти, ако сакаш работи кои Аллах Таала ги мразит. И ти оставаш работи и ти се тешки на себе си свое кои Аллах Таала ги сакат. Тогаш не можеш да бидеш од Аллаховите евли.
Ti samo si se lažiš, si se izmamуваš, sebe si svoj. Sebe si svoj, ništo poveke. I zato velit Šejh Uthejmin, el-Imam Uthejmin, rahimahullah, vo vrska za evlita Allahovi, дека тие се токму онака како што ги имат Аллах Таала опишано. И тие се условите за да бидиш Аллахов евлија. Како што има речено Шейхул Ислам ибн Теймија рахимуллах, тоа е Аллахови одговор: Ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим вала хум јахзанун аллазина аману ва кану јаттакун. Значи, за Аллаховите евли нема да имат страв. Нема да имат страв и нема да бидат тие тажни. Кои се тие? Аллазина аману. Оние кои вистински верувале. Ва кану јаттакун. И се од оние кои се плашат од Аллах субхана ва таала. Тие се Аллаховите евли. Значи, оние кои верувале во Аллах субхана ва таала, онака како што се барат во Аллаховата книга и во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, и кои верувале во пекамберот салаллаху алейхи ва селам, и кои го следеле пекамберот салаллаху алейхи ва селам, онака како што се барат во Аллаховата книга и во сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Значи, не спрема твоите страсти, спрема твоите традиции, спрема твоите околија, значи населба каде живеаш и тоа што ти знаме град, не, туку онака како што дојдено во Аллаховата книга и во суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Тоа се бара, значи, и тоа е токму условот за да биде човек од Аллаховите евли. Значи, не може новотарец да биде од Аллаховите евли. Не може новотарец да биде од Аллаховите евли. Зошто тој обновуваат во верата Аллахова работи кои не се дел. И бидатот, новотаријата, е од најголемите причини за уништување на верата. Значи, со новотари се уништуваат верата. И како што вели Шейх Абдул Бухари хафидахуллах, дека бидатот, новотаријата е она, значи, како ланец, како јаже, што се вели, што те носит во куфр. Во куфр. Значи, многу луѓе кои почнале со бидати, крајот нив ни е неверството. Да излезат од верата. Значи, тоа е резултатот на новотаријата. Резултатот на новотаријата за на крај може би и да се уништи човекот целосно и да си го изгубит дуњалокот и на крај исто така и ахиретот. Оној кој им наштетуват на Аллаховите евли, и затоа треба човекот да пази што зборуваат, да пази што кажуваат. Зашто може би, кога ти некој човек го напаѓаш, му правиш штета, го клеветуваш и други работи, може би тој од Аллаховите евлија. А ти ги правиш сите работи против него, сите тие неправди, тогаш Аллах Таала на тој човек му објавуваат војна. Значи, ова е огромна работа. И како што вели Шейх Уthejmin рахимахуллах во придонесите на овој хадис, дека наштетување на Аллаховите евли е од големите гревови. Значи, од големите гревови да наштетуваш на Аллаховите евли. И нема сомнеш, како што вели имам Абу Ханифа рахимуллах, ако не се фукаха и алимите Аллаховите евли, тогаш Аллах нема евли на дуњалокот. Значи, не можеш ти да мислиш некој си, што ти знам ја, незнајко, затворен во некоја си куќа, во некое село таму изгубен, и што кажуваат гачки и приказни,
Ovdje evlija. Ne. Na prva linija tuka se alimite. Знаените луѓе. Се ти не можеш да му се приближуваш на Аллах Таала, што исто значи причина како што вели шех Салих Ал-Фаузан и други талими, за да придобиеш Аллаховата љубов, за да станеш ти евлија Аллахов, да се приближуваш кај Аллах Таала со фарзовите и со доброволните дела. Како ти ќе ги спроведуваш фарзовите и нафилината кога ти нема знаење? За да ги исполниш ти, пред тоа треба да следи значи знаење, да имаш знаење. Без знаење не можеш да го исполниш тоа барање. Значи затоа како што вели имам Абу Ханифа рахимуллах, ако не се фукаха Аллахови евли, тогаш немат Аллах джелешану евли на дуњалокот. Значи затоа исто од себе пита за придобивање Аллаховата љубов и да бидиш од Аллаховите евли е токму барање на знаење. За да го обожаваш Аллах субхана ва таала со знаење. Со знаење. Не со чувства, не со емоции, туку со знаење. Колку сакаш можеш да бидеш емотивен и чувствителен, ако ти тоа дело не го базираш со аргументи, тоа дело не се примат. Не се примат. Значи, треба това да го сватиме многу добро. Колку сака нека бидете емотивен и емоционален и чувствителен и да плачит и што ти знам јас, не се прими тоа дело ако не исполнит да бидет, значи со условите, со искреност за Аллах субхана ва таала и во согласност со суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Потоа велит имам Уфемин рахимахуллах дека оние дела што највеќе се приближува човекот кај Аллах Таала се на прва линија фарзовите. Со фарзовите, значи затоа ти не можеш да бидиш упорен, да бидиш, значи да се држиш на филината, на доброволните дела, а ги заоставаш фарзовите. Не. На прва линија треба да ги исполниш фарзовите и да се држиш цврсто за нив, а потоа исто така, значи и на филината. И велите имам Усаймин рахимуллах дека и меѓу фарзовите, во самите фарзови имат разлика. Како што, кога го прашуваат Абдулла ибн Месуд радијаллаху ан пекамберот салаллаху алейхи ва селам, дека кој е дело најсакано кај Аллах Таала, му одговарат пекамберот салаллаху алейхи ва селам дека намазот во своето време. Што значи велите имам Усаймин рахимуллах дека намазот е повреден од постот или од закатот или од хаџот. Значи и фарзовите има, значи меѓу нив разлика во нивната вредност, Но општо гледано треба прво да бидеш значи прецизен и да се држиш во спроведување на фарзовите. Потоа продолжуваат човекот, робот, да му се приближува на Аллах Таала со ен-навафил. Со навафил е множина од нафила, значи со нафилината, со доброволните дела. Значи исто тие се причина за да достигнеш поголеми и поварвни позиции кај твојот Господар Аллах субханаху ва таала. И во врска со нафилината, со доброволните дела, човекот треба да ги погледнет биографиите на селефите. Биографиите на селефите. Ке нај тука, значи, работи кои те воздушевуваат. И на прва линија од нив, значи, нашиот пекамбер саллаллаху алейхи ва селам. И што велит имам Ал-Аузаи рахимахуллах? Имам Ал-Аузаи рахимахуллах велит
Кои го задолжуваат ноќниот намаз, кои го задолжуваат ноќниот намаз, кои го задолжуваат, односно, седењето во ноќниот намаз, Аллах му го олеснува на него стоењето на судниот ден. Ова е огромен, брат. Ова е огромен збор, ова е имам. Имам Елаузаи рахимуллах. Значи, кој го задолжуваат стоењето во ноќниот намаз, тогаш наградата за тоа стоење во ноќниот намаз е да Аллах Таала на судниот ден му го олесни на него стоењето на денот кој трае 50.000 години. На денот кој луѓето ќе претонат во нивната пот. Значи, тој ден, луѓето кои секој за себе си ќе гледат и затоа ќе одат после кај пекамберите до на крај доке нашиот пекамбер Мухамед салаллаху алейхи ва салам за шефатот. И така натаму, значи целиот хадис со шефатот што е, што ќе рече пекамбер салаллаху алейхи, јас сум за него и така натаму. Но, значи имаме Елаузаи рахимуллах вели, значи оној кој го задолжуваат седењето во ноќен намаз, на него Аллах Таала му го олеснува стоењето и седењето на судниот ден. На судниот ден. Затоа велит Шех Абдулла Бухари, хафидахуллах, беше еден од имамите на Селеф, Абдурахман ибн Аби Нуаим ал-Баджали. Овај човек, да му се речеше на него дека мелачето на смртта, мелекул маут, се упатил кон тебе да ти ја земи душата, немаше појче од делата што да додајте. Значи, толку имаше дела добри направено и толку нон-стоп беше во добри дела во ибадети и во нафилина, што немаше појче што да додајте. Да, баракаллаху фик. И затоа што вели Саид ибн Мусаиб, не повикал муезинот езанот веќе 20 години, 30 години, односно 30 години, а јас веќе се најдувам тогаш во џамија внатре. Значи, веќе 30 години се поминати, не се случило да муезинот го викат езанот, а јас да не бидав џамија. Значи, гледате како биле имамите на Селеф пазливи за ибадетите и се држеле цврсто. И Аллах Таала им дал беричет. Им дал беричет во нивното знаење и во нивните дела. Потоа, велите имам Уфемин рахмело врска со слухот, со погледот, со раката и со ногата. Така што Аллах Таала на тој човек кој ги извршуваат фарзовите и потоа продолжува да му се приближува на Аллах Таала со нафилињата, тогаш Аллах Таала му го зачувува на него, неговата рака, неговата нога, неговиот поглед, неговиот слух, така што тој не слуша ништо освен работи кој го или не оѓ во работи или не гледат работи или не фаќа со раката работи, освен работи кои придобиваат Аллаховото задоволство. И кога ги слушат тој тие добри работи, исто земат поука, придонес. Значи, зашто имат многу луѓе што слушаат вистина и добри работи, но не земаат поука. Немаат од тоа, немаат придонес. Немаат резултати кај нив. Иако тој слушаат вистината, но резултатот не се гледат кај него. Зошто? Може би е тука маната. Да Аллах Таала не му дал успех, за тој од тоа знање да земи поука и да земи придонеси. Резултати да имат. Баракаллаху фикум.
И исто, во продолжение, значи, велите Аллах Таала, кога тој мене ми бара нешто, јас на вистина му го давам. Ова е Аллахово обетување. Но, велите Имам Усаймин рахимуллах, овде треба да бидеме пазливи, а тоа е дека може некој да се случува да човекот се моли за некој работи, но не иде за тоа одговор. Зошто? Може би тој се моли за работи кои се забранети. Или се моли за работи што значи се во штета за него. И слични други работи. Велит Шех Абдул Бухари хафидахуллах дека дел од извршувањето на фарзовите во другата страна се барат од човекот исто оддалечување од гревовите. Тоа е дел, значи, од извршувањето на фарзовите. Од една страна ги извршуваш фарзовите, од друга страна се оддалечуваш и ги напушташ правењето на гревови. Зошто, како што вели Имам Ибнул Кајим рахимахуллах, инна ذунуба џурухат. Навистина, гревовите се рани. Рана, знаете што е рана? Кога е ранет човекот. Гревовите се рани. Фарубба џурухин вақа фи макталин. Може би некоја рана ќе ти нанесе тебе смрт, уништување. Значи ти толку рани, рана по рана, рана за рана, што некоја рана толку ќе биде тешка, што таа рана ќе биде причина за твоето уништување. И затоа вели во продолжеток Имам Ибнул Кајим рахимуллах, затоа السلف كانوا يفرون من المعاصي كما يفرون من الأسد. Значи, селеф бега од гревовите, онака како што бегаат од лавот. Значи, ти кога ќе гледаш тоа животно лав, ти не му се приближуваш на него. Не веш да покушам, да пробам, може би не ме напаѓат. Не. Така и од гревот. Ти кога го гледаш гревот, не го правиш. Не му се приближуваш. Толку тој е таму, ти бегаш на другата страна. А не да му се приближиш. Баракаллаху фикум. И затоа вели Шех Абдул Бухари хафидахуллах, не оној човек кој тврдит за себе си дека тој од евлите Аллахови, не значи да тоа да би тој евлија. Туку од знаците на вистинските евли, да тие, иако им се случува некои керамети, тие ги кријат од луѓето, не ги кажуваат. Значи, зашто денеска лаги колку и да сакаш. Тие лаги кажуваат и после луѓето мислат, абе тој му се случуваат керамети. И тој дури ги снимуваат тие керамети, така лажни керамети. И ги ваѓа на YouTube и на други места. Ако видиш таков човек, знаете дека тој е лажго. Но што прават муслиманите? Спијат, се во незнање, се, значи, хипнотизирани и дури уште му веруваат и одат кај него. Одат кај него и се надеваат да тој им поможет. И тој имат керамети, што ти знам. Значи, од вистинските евли, да тие и нивните керамети ги кријат. И вистинскиот евлија никогаш, ама никогаш апсолутно не повикува да тој да биде обожаван. Или да се обожава некој други освен Аллах Таала. Значи, вистинскиот евлија повикуваат во теухид. Значи, ако видиш ти, тој ги увеличуваат гробовите, ги увеличуваат мртвите и некои си други евли во нините очи суфисти рабоче, знае тогаш дека тој е Аллахов непријател, а не ти да го рачуниш него за евлија. Значи, не се лажи, туку тој е Аллахов непријател и тој е евлија, но евлија од шејтанот. Евлија
od šejtanot. Evlija od šejtanota. I zato velite su Šejh Abdullah Buhari, čovekot se približuvat kaj Allah Ta'ala so negovite dela. Ne je samo so tvrdenja, so usta. Tuku se približuva so dela koje Allah Ta'ala gi imat legitimirano vo negovata vera. Ne so bidati, ne su izmisleni raboti. Znači, pak se vraćame, ne može novotarec da vidite evli Allahov. I da letat vo noćta, i da odi nad okean, da letat, da ne padne, da ne protoni iznatra, imame Šafi'i rahimahullah kako što veli, i da vidiš čovek koji letat noće, vo noćta letat vo vazduh, i odi nad voda, ne protonuva dolu, ne mu veruvaj nego, se dodeka da je provjeriš njegovata rabota, so kuranot i so sunnetot. Ako nas malta vidat i lagi takvi, što kažuvat, si bil nekoj minareto padnalo, pa stanalo, pa ne se napralo, pa došol popot, pa im kažuval, treba krstot doklajte vo minareto, za da bi držili minareto. I ovije gački, ovije prikazni, si gi zema muslimanite i može bi nekoj utepani ođi, tije vojstvena ne se ođi, iako cel narod gi potvrduvate ka se ođi, ne se ođi tije duri i si kažuval možete na drsovite nivne. Takvi gatanki, gački i prikazni, bilo vake, došao leden, pošao leden, panalo minareto, pa došao popot im kažal vake trebi. Tije ne se vo svest deka taja rabota je kufar. Ako veruvaš ti, da го staviš krst od vo minare, pa da ti drži minareto da ne padnete. I ova znači so potpolna duševna spokojnost se širi vo muslimanita. I ovaj izgleda niv mnogu po vpečatok ostavanje, ošto da im kažeš njim Allahov govor ili hadisi od pekambera sallallahu alaihi wasallam. Ti im kažeš njim hadisi, na njih ne im je interesno, ne te saka da te slušat. Im kažeš vakvi gatanki, site se vpereni vo tebi slušat, znači su vnimanije. Zato što je Šejh Buhari zboru na selama kelimatun muhtasara. Znači on je dve raboti što mu dal na svoj talib, na svoj učenik. Kelimatun muhtasara. Znači ovaj zbor od Selama ibn Dinar rahimullah je kratok zbor, kratok sovet. Lakin šedida, no ta je žestoka teška. La jestati'u kathirun minan nas al-qiyamu biha. Ne možat golemi broj od lugeto da ga sprovedat ovaj sovet od Selama ibn Dinar. Da sakaš ono što sakat Allah i da mraziš ono što mrazit Allah ta'ala. Iako to je može bi teško za sebe si svoja. Ova se barakallahu fikum. Ova ne da se lažiš, a ne da se lažiš so nekoj si lagi i so nekoj si novotari i so nekoj si drugi raboti. Sve koji trebi da mislit deka ovaj dunjalog je minliv. Nemoj se nadaš abe сега izmamiv ovega, mi oplatija umreto, mi oplatija hađot, mi kupija kola, mi kupija voz, mi kupija helikopter, ja sam na itriot. Zašto site gi izmamnuvam, a mene niko ne mi izmamnuvat. No ti si tokmo toj, što mora da podlegniš na Allahovio zakon, što ke umriš i ke bidi staven vo grobot sam. I ke zastaniš pred Allah Ta'ala sam. I togaš ke dadiš odgovor za site tije izmami što si mi pravi na lugetom. Za site tije izmami. Zato, znači, Sufjane Theuri rahimullah, koga jedan čovjek mu dojde i mu reče, sovetuvaj me. Se sakam dodam na hač. Togaš mu reče Sufjan rahimahullah, te sovetuvam da ne odiš na hač so čovjek koji ti go plaćat hađat. Da, brat, ovdje imami, to ne svaka se podcenit. Te ti u momentu ko ti plaća toj drugi, ti si sprema nego podcenet. To je te platil, tebe su drugi zborovi. Ne dozvoluvaj, mu reče Sufjan rahimallah, ne dozvoluvaj da odiš so čovjek koji ti go plaćat hađat. A deneska na tije im je interesno da im go plaćat drugite ljudi. Im je interesno. Da pojď na site tije mjesta tamo
и да не плати ништо. И ми е интересно. Но во вистина, тој е вистинскиот загубитник на прва линија. Велит имам Уфемин, рахимахуллах, дека добрите дела, el-a'malu salиха, добрите дела, кога човекот ги извршуваат со нивните прописи и така како што се барат он него шеријатски, тој чувствуваат, кога ги извршуваат тие ибадети, чувствуваат близина до Аллах Таала. Значи човекот кој ги извршува вистински неговите ибадети со сите прописи, сите услови, тој чувствуваат близина до Аллах Субхана ва Таала. Но оваа работа, велит имам Уфемин рахимуллах, ла юдрикуху илла муваффакун. Ова работа не ја достигнуваат освен на оние луѓе кои Аллах Таала им дал успех, кој ги упатил. Зашто имаат многу луѓе, велит имам Уфемин рахимуллах, и тие се големиот број од нив, се клањаат, даваат садака, постат, но не чувствуваат во нивните срца близкост со Аллах Субхана ва Таала, не чувствуваат. Зашто ти, ако велит имам Уфемин рахимуллах, ако имаш такво чувство во извршување на твојот ибадет, близкоста до Аллах Таала, без сомнеш, велит имам Уфемин рахимуллах, вала шеккун, без сомнеш, дека тоа чувство што ги имаш ти во твоето срце, имаат влијание во твојот пат на оваа вера и во твоето држење за оваа вера. Ама ако не се осетил, ти нема да бидеш стабилен, нема да бидеш цврст. Баракаллаху фикум. И затоа велит имам Уфемин рахимуллах дека овде се бара токму тоа за да бидат твоите дела во склопка со шеријатот. Во склопка со шеријатот. И така сме на крај со овој хадис. Хадисот el-hadith at-tasi'u wa-thalathun, хадисот 39 гласит: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه وبيحقي وغيرهما. Овој хадис по број 39, кој го напомнува тука авторот Ал-Хафиз Ан-Навави рахимахуллах, го пренесуваат сахабиот Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума од пегамберот салаллаху алейхи ва селем дека Аллах Субхана ва Таала им опростил на мојот уммет ненамерната грешка, заборавањето, нешто што прави во заборавање или го остава со заборавање, и за работи кои се присилени да ги прават. Кои се присилени, овие работи, значи, им ги имат Аллах Таала опростено. Хадисот е, значи, хадисун хасанун. Но имам Уфемин рахимахуллах велит, хадисот, овој хадис, со неговиот синџир е слаб хадис. Но за овие три работи кои се тука спомнати во овој хадис, има докази во Аллаховата книга. И така, значи, текстот, значи, гледано од страна на синџирот, хадисот е слаб. Но гледано од страна на текстот кој содржуваат овој хадис, е аутентичен. Зошто?
Allah Ta'ala veli: Rabbena la tuakhidna in nasina au akhta'na. O naš gospodar, ne zemaj nas, za la tuakhidna, ne zemaj nas za odgovornost za onje работи кога ние забораваме или згрешуваме. Згрешуваме значи без намера овде. Да згрешуваш без намера. Значи исто Allah Ta'ala veli: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Значи не е над вас греф за она што вие згрешувате со ненамерно, но греф е значи она што намеруваат вашите срца. Она што намеруваат значи вашите срца. Исто врска со со присилување, принудување, со насилство, вели Allah Ta'ala: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Значи Allah Ta'ala зборува за оние кои прават неверство после нивното верување, значи биле верници, верували, потоа прават неверство, освен правит исклучок за оние кои изречуваат неверство кога тие се пресилуваат, се принудуваат, а нивните срца се спокојни, мирни со нивниот иман и нивното верување во Аллах Субханаху ва Таала. Значи имат овде исклучок. Имат исклучок кога човекот се пресилуваат, се принудуваат со насилство за некоја работа да ја сторит. Ќе дојде поопширно објаснување кога е тоа присилување, што значи тоа присилување и принудување и така натаму. Велит нашиот шејх Ал-Аллама Абдул Мухсин Ал-Аббад хафизахуллах дека вовде во хадисот се спомнуваат зборот уммети, мојот уммет. Но умметот на пегамберот салаллаху алейхи ва салам се поделуваат на два врста на уммети. А тие се уммету даъва ва уммету иджаба. Умметот кој се повикуваат во исламот и умметот кој се имат одзвиено на ова ислам. Умметот даъва, овде се сите луѓе влезени. Тие сите луѓе, сите се повикани, дали се евреи, дали се христијани, дали се други луѓе, сите се повикани да влезат во исламот, да го прифатат исламот. А умметот кој се имат одзвиено се токму тие муслиманите. Значи кои го следат вистински пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Овде е втората врста на уммет. Значи се наменуваат во овој хадис. А тоа се оние кои се имаат одзвиено на повикот од пегамберот салаллаху алейхи ва салам. Исто дека велит шејх Салих Ал-Шејх хафизахуллах, велит дека овде во текстот на хадисот разбираме дека ова е од посебните работи, од специфичностите на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи само за овај умет е ова. Ова, значи одредена работа кој на нив им се опростуваат нивните грешки безнамерни грешки и работи кои забораваат и исто кога се присилени за некоја работа. Но вели шејх Абдул Бухари хафизахуллах дека овде грешката или заборавањето или па исто и присилувањето овде се работи кога се работи да ти биде тебе опростено, кога се поврзани со Аллах Субхана ва Таала. Ама ти ако го нападнеш некого или му наштетуваш на некого од луѓето, од синовите Адемови, со грешка, не велиш тогаш мене е опростено тоа. Затоа треба да гарантираш. Пример, ти по грешка некого го изгазнуваш, го газиш со кола. Не идеш кај судијата и му велиш на судијата: јас него го изгазив на грешка. Пушти ме на слобода.
Не, има тука правила. Има правила шериатски. Значи овде хадисот се подразбира, значи за работи кои се поврзани, значи со Аллаховите права. А ако се работи за човечки во врска со Аллаховите, со синовите Адемови, тогаш други правила се, како што напомнува тука нашиот шејх Ал-Аллама Абдулlah Ал-Бухари хафизахуллах. Значи во врска со да биде човек присилен, да биде присилен човекот за правење некоја работа, да биде принуден. Ако, на пример, се принудува тој од страна на еден човек, односно на една група на луѓе, кој тој знаат, тој присилениот, дека тие се во можност таа работа да ја сторат. Пример, му се закануваат со убиство. И тој знае дека тие го сторуваат, тоа го прават. Тогаш, во такви ситуации, дозволено му е да изречат, да искажат зборови кои содржуваат куфр, но неговото срце е мирно во исламот и со исламот. За да го заштитит, да го зачуват својот живот. Но, вели шех Абдуллах Бухари, ако тој се принудуваат да убиет трет човек, значи му вели нему тој, му идет, му вели уби го ти него, јас те значи ти го те пресилувам, со сила те терам да го убиеш некој други човек, не сме. Тогаш и тој и за него се суди тогаш. Немој да речи јас да се спаса за себе губив другиот. Значи тој вели или ќе губиеш него или ние тебе ќе те убиеме. Овде не сме тој за да се заштити себе си да нашети на трети човек, не. Се тогаш и него и не му иде редот. Значи овде треба многу пазење. Вели шех Утајмин рахимуллах, но ако се случи да еден човек кој е јак, кој е значи физички јак, го фаќаат него и со него тепат други човек. Значи го зема него и го удират него третиот човек. И тој третиот умира тогаш. Подлегнува на тие рани. Тогаш тој нема одговорност. Се тој е тогаш земен како средство. Наместо да земите некој дрво или нешто друго, го зел него, удира со него. Пример, го земат еден, го фрлат, земат дете или човек и го фрлат на еден друг човек. И тој го удира него во летање и му прави штета, што толку, значи, и тој подлегнува на тие рани, тогаш тој нема никаква одговорност тука. Туку тој што ги има него, значи, земено и фрлено, тој има таа одговорност. Баракаллаху фикум. Значи, овие се важни работи кои требит човекот, значи, да ги знаете, да ги познават, зашто утре може би ќе се случат работи и тогаш правит неправда. Исто вели шех Абдуллах Бухари, шех Абдуллах Бухари вели дека истото вреди, значи, присилувањето, принудувањето, истото вреди и за развод. Значи, ако човек е принуден да дојдат луѓе или на група на луѓе да го принудуваат да се разведе од својата сопруга. Принуден. Или го принудуваат да продај некоја работа. Или го принудуваат да купи некоја работа. Или други договори. Тој е принуден за тој договор. Тој нема неземат грев за него. И тој развод не важи. Зашто тој е принуден. Со сила, да. Присилен да го прави тоа, да го речи тоа. Затоа, значи, тога не важи. Зашто вели шех Абдуллах Бухари, кога не важи тоа, куфрот кога изговара тој, што е тогаш за развод или за друго купопродажба и други пониски работи. Баракаллаху фикум.
Така што, бидни Лахи Таала, ќе застанеме тука и во идниот дерс ќе продолжиме и بإذن الله كي زورشيما حديثيتا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.